И вчера имавме еден собир на кој баш зборувавме малку за реформацијата. Една многу интересна работа беше спомната, вика, ако не беше Господ во неја, ако не беше Божиот Свети Дух да го води сето тоа, реформацијата немаше да успее. Отидете денеска во Рим, отидете денеска во Ватикан, погледнете ги како изгледаат, која моки има една мала држава. На времето Сталин викал, што ми е мене гајле за Ватикан, колку војска има Ватикан. Реалност е дека има многу војска. Луѓе кои го следат она што Ватикан го зборува или проповеда. И да се дигнеш ти како еден непознат монах против сето тоа, и да дојдеме ние денеска овде да се нарекуваме евангелски протестантски христијани, тоа немаше да се случи ако Господ не беше во сета таа работа. Тоа беше тогаш. Една од придобивките на реформацијата беше она што го нарекуваме сола скриптура. Само Библијата. Библијата ни беше основа на се, велиме ние. Од Библијата ни остана многу работи до ден денеска, кои во науката, во технологија, во уметноста, во сите тие ствари може да ги видиме како нешто, како легат, како наследство на она што се случуваше или на она што се случи во нашето минато. Денеска сакам да зборувам за нешто што ќе го наречам како беше, како е сега. Причината зошто денеска ќе биде ова малку повеќе предавање отколку проповед, ако смеам така да кажам, е затоа што знаете, и планираме да почнеме од 21 ноември со еден курс со кој сакаме да поминеме преку целата Библија. Зошто сакаме да го зборуваме тоа? Затоа што пред повеќе години, па дури и во мојата младост, ако сакате, која читавме книги или која гледавме странски филмови, многу често гледавме некои вакви изјави ќе чуеш. Сврти го другиот образ. Вавилонската кула ќе ја спомне некој. Ова е Вавилонска кула. И Давид и Голијат. Голгота. Сите тие работи, или ајде уште повеќе, златното правило. Кога ќе ги кажевме тие нешта, или кога ќе се спомнеа тие нешта, луѓето знаеа зашто зборуваме. Луѓето разбираат до некаде дека тоа доаѓа од Библијата. Излегло од негде каде што викаме од каде тоа е некоја библиска основа. Така беше. Денеска имате мнозина што немаат појма зошто се слави Божики. Зошто има Велики Петок? Што е Великден? Минатата година една наша Весна што работи со нас имаше час со деца дома од онаа програма Божик заедно што ја нарекуваме. И вика дека едно девојче што било таму следниот ден, кога била на школа, наставничката поставила прашање зошто ќе го славиме Божик. Единственото дете кое знаело одговор зошто славиме Божик било тоа кое било на часот. Од цел клас деца. Во Македонија, во православна земја. Ајде да не збориме протестантска, не сме, во православна земја. Имаме една духовна библиска неписменост. Она основа на Библијата, она што оди преку се. Луѓето се сменија. Луѓето стварно се сменија во село време во минатото. Кога јас растев, основен проблем во државава, во бивша Југославија и во Македонија, кога ќе разговаравме за Бог, прво беше фактот дека Богот против кој се бунеа, всушност, беше оној за кој сакавме да го споделиме Евангелието. Ама тие атеисти, кои беа во тоа време, например, беа еден автор, дури странец ги нарекува христијански атеисти. Во која смисла? Они се бунеа против Богот на христијанството. Не се бунеа против Мухамед, не се бунеа против некој хинду богови, вика нема христијански Бог. Ма каков Бог, каков создател, какви глупости таму правите. И кога ние во тоа време, кога јас се обратив во тоа време, кога јас поверував, нашата дебата со луѓето неверните се водеше на идејата и на темата да докажеме дека Бог постои. Имавме многу, она што го нарекувавме апологетика. Чека да ти објасниме ние на тебе дека мора да постои Бог, не може да нема Бог. Многу книги се напишаа, не само кај нас, и во целиот свет на таа тема и се. Денеска, да му кажеш на некој, чека да ти кажам, да ти докажа дека постои Бог, вика, шо ми е мене гајле, бе? Шо е важно дали го има или го нема? Значи, целиот став на луѓето се смени. Зошто го зборувам ова како вовет? Го зборувам заради тоа што сакам да го прилагодиме начинот на кој ние ќе сведочиме на другите, на начинот на кој луѓето ќе не разберат денеска. Што сакаме да кажем? Во која смисла? Во минатото, може би повеќе луѓе знае дека ние викаме дека Бог е над се. Знаевме, или барем зборувавме, дека има линеарна историја. Имало почеток, некаков, и викавме ќе дојде крајот на светот. Дојде некои други религии и кажа, не, вика, нема врска, светот и се што е во него врви низ циклуси цело време.
Цело време кружно. Нема крај. Океј? Може би, ама не е баш така. Се зборуваше дека има добро, дека има лошо. Познававме термини, викавме ова е вистина, ова е лага. Никој не спореше што е вистина, никој не спореше што е лага. Денеска ние спориме што е тоа жена, што е маж. Ние сме во таа ситуација денеска. Дојдени. Како во овие услови да ги натераме луѓето да добијат малку поголемо библиско познавање? Ние во минатото многу често зборувавме за сериозноста на гревот, колку е опасно, колку е сериозен гревот, што треба да направиме, спасението викавме по благодат, нели? Зборувавме за тоа кој е Исус, зошто умре, зошто воскресна, зошто човек треба да побара покаяние од Господ и рече покај се. Нели кога викавме ние покај се, не Господ која вика покај се. Сега, зошто е ова многу важно? Затоа што пак ќе кажам, може би луѓето знаеја дека има Стар Завет, знаеја дека има Нов Завет. Знаеја може би нешто повеќе за тоа дека во нашето општество, во нашето друштво, тоа е најважното, против тоа се бориме, или ова е поентата што е контра на Библија. Ако се вратиме на библиските школи, јас работев магистратура, јас студирав теологија, имаме тука и Джонатан Ньолде. Кога некој го спремале доди во друга култура, веројатно му кажувале научија културата, види културолошки што се случува, нели дознај што е вредно, што не е вредно, кои се традиционалните гревови, традиционалните вредности и така натака. Ама кога не враќаја во нашата сопствена култура, поентата беше зборувај за Христос и Евангелието. Супер, сакаме да го направиме тоа. Ама нема да го направиме на исти начин во Скопје, во Шутка, во Центар, во Драчево или може би во Чаир. Зошто? Евангелието ќе биде исто, сола скриптура ќе си остане, оно што го остави Мартин Лутер. Како ќе го пренесеме, ќе биде поинаку. Зошто? Затоа што не е поентата само да пренесеш нешто, поентата е да те разбереш што си кажал од другата страна. И затоа сакам да зборувам денеска малку повеќе. Вака во разговор со мнозина, кога сум правил муавет последниве пар години, барем што сум начекувал луѓе да правиме муавет, некогаш и во црквите, кога ќе го погледнеме човекот што, не верува во Библијата, го гледаме како човек што е празен, табула раза. Он нема поима од ништо. Не е вистина. Тој си има свој светоглед, тој си има свој став, своји уверувања, своји разбирања, кои може би се контра моите, кои се блиски може би со моите, ама не е празен. Не е некој што ништо не знае, чега сега јас да ти објаснам. Таа гордост што имавме на времето, ако смеам да кажам, не сме да ја има. Луѓето кои сакаме да ги евангелизираме, може би не знаат за Библијата, ама не се без уверување. Уште полошо, тие имаат уверување за Библијата, кои се сосема поинакви може би од вистинските библиски уверувања што треба да бидат таму. Значи, луѓето што сакаме да ги евангелизираме, си имаат своји ставови. И тие ставови ќе треба да ги напуштат, ако сакаме да речеме дека тој човек, таа личност е вистински христијанин, може да го носи името христијанин како што треба. Зошто е ова важно? Ова е причината зашто Евангелието бара покаяние и бара вера. Колку поголема е разликата помеѓу мене и тој што му го пренесуваме в Евангелието, толку поголем и јас ќе треба да премостиме. Јас доаѓам од традиционално протестантско семејство, например. Моите биле протестанти, моите баба и дедо беа од Евангелска протестантска црква. Јас имам поинаква позадина отколку некој што доаѓа од православна позадина. Тоа е вистината. И реалноста е дека ако јас сега треба да пренесам некому нешто кое е од сосема друга традиција, христијанска дури нека биде традицијата ако сакате, имам подлабока дупка да прескокнам отколку нешто е поблиску до неа. И затоа мора да бидеме свесни, особено ние што сме прва, втора, трета генерација веќе христијани или што викаме верни новородени луѓе. Нешто многу важно. Евангелизацијата денеска, пренесувањето на Евангелието мора да започне многу поназад отколку порано. 50, 60, 70, 80 години. Пак ја речам, се боревме со поинакви причини, со поинакви проблеми, со поинакви разбирања. Денеска проблемите се сосема поинакви. Како ќе зборувате денеска за Исус, ако не се согласите претходно дека постои Бог кој е создател над се и кој не е дел од созданието? Иначе Исус ќе биде еден од нас многу добар човек, многу супер учител, прекрасна теорија, одлично готово. Ај ќе го следиме учителот Исус. Не. Да го следиме Спасителот Исус, ама како ќе ја направиме таа
врска. Како ќе ми кажеме на луѓето дека сме се побуниле против Бог, ако не објасниме за кој Бог ние воопшто зборуваме? Како ќе зборуваме за основен греф, ако ние не сме го дефинирале што е тоа греф? Сето тоа го знаеме ние. Јас некем да ве навредам да кажам дека зборувам нешто што не разбират. Сето тоа го знаеме, ама како ќе го примениме во пракса е нешто малку поинаку. Не можеме ние смисла да направиме на човекот зошто им е потребен Христос, ако не им објасниме каде е тој Христос во приказната, во наративата на Библијата. Тоа е една од причините зашто сакаме, пак ја спомнам сега, во 12 часа да ја поминеме целата Библија. Да најдеме каде се склопуваме тука. Она нешто многу важно, што малку го загатнав и сега ќе го повтораме, дека целата евангелизација, се она што кога ќе кажеме евангелизација, мислам пренесување на радосната вест за Исус Христос Спасител, кој ни простува греф и ни дава вечен живот. Нели, да дефинираме. Значи, таквата евангелизација денес ќе мора цела Библија да ја вклучи. Цела сторија. Не само одредени делови покај се, поверувај, спаси се. Исповедај го гревот, спаси се. Бидејќи, од што се спасувам, што е тоа греф, јас мислам дека сум си супер. И ако тоа не го расчистиме, ние немаме каде да одиме. Најреално да го зборуваме. Ова. Како ние ќе зборуваме за Бог кој е цар, кој го прати Христос, кој е нашиот купител, кој самиот го реши нашиот проблем? Ако тоа не го ставиме во некоја приказна. Со двајца луѓе последниве недела дена, сношти беше една ситуација, таа беше втората, разговаравме за тоа што сакаме да постигнеме со курсот. Јас им објаснив ево што сакам да постигнеме со курсот. Јас имам моја приказна, ти имаш твоја приказна. Денешното време, постмодернизмот ако сакате, секој си има своја приказна некоја. И сите сакаме приказни, сите сакаме, особено ако има символика во неја, супер ќе ни биде. Прашањето е каде сме, како можеме да се најдеме јас и ти ако нашите приказни нигде не се допираат? Местото каде што се допира мојата и твојата приказна е во целата таа приказна во позитивна смисла, не во негативна, е приказната на Библијата, која не покрива буквално сите. Сите наши приказни се внатре во таа приказна. И кога така ќе сватиме, тогаш може да зборуваме и за заедништво, и за блискост, и за евангелизација. Иначе зборуваме ти биди си што сакаш, јас ќе си бидам што сакам, главно е сите еден ден на небото ќе си отидеме, ти Господ ни е добар. И тогаш ги лажеме и луѓето, се лажеме и самите себе си. Значи, мора да имаме некоја рамка во која ќе го поучуваме Евангелието. Таа рамка мораме јас и ти да ја изградиме кога зборуваме со личност од другата страна. Што сакам да кажам на тоа? Апостолот Павле тоа многу добро го знаеше. Го знаеше и ако забележите во Дела 13 глава 16 до 41 стих, тој е во синагога. Тој е во Антиох Писидиски, мислам дека беше таму во тоа време. Да, Антиох Писидиски во синагога и тука има евреи, има неевреи, има прозелити, има луѓе што ги интересира еврејството, луѓе кои ја читаат Тората, односно Библијата секој ден. Барем таа Библија што имале во тоа време. Знаат нешто за неа. Она што јас би го рекол денеска, традиционалните христијани. Чуле, начуле нешто, од кај името христијаниот имало Ристос, некој или Христос или Христе или не е важно кој. Нешто имало негде таму и ние сме дел од тоа, веќе јас му припаѓам него. Супер. И сега понатаму апостолот Павле не ги прескокна нив. Кога зборува, овој текст нема да го читаме денеска, ќе читаме еден друг, ама кога зборува таму кај нив, тој ги зима пророштвата. И од пророштвата им докажува на евреите, ево го Христос кој требаше да дојде. Ке се сетите кога Павле зборува со Феликс, што му вика, ти многу добро знаеш, ги знаеш писмата. Само да ти додадам од тие писма каков заклучок да изведеш. Кога ќе дојдете да евангелизирате човек што седел во црковна клупа 20 години, а животот му е тотално безбожнички, почнете од таму, кажете му, ти многу добро знаеш што учи Библија, ти многу добро ги знаеш тие ствари, ева која треба да биде последицата од тие поуки. Ама, кога апостол Павле оди во Дела 17 глава, 16 до 34 стих, кога е во Атина, им зборува на неевреи, за кои Стариот Завет нема никаква смисла, за кои Стариот Завет нема никаква вредност. И затоа апостол Павле не почнува од него. Јас верувам дека Библијата е основа за се што правиме.
И знам дека ова води на YouTube и некој да се врати утре да каже ова е еретик. Јас верувам дека се што кажува Библијата е во ред. Ама што му значат на човек надвор на улица библиските стихови, ако тој ти вика мене Библијата не ми значи ништо? На која референца јас можам да се врзам со него да го продолжам разговорот да му сведочам? Тоа е многу битно прашање. Бидејќи ние паѓаме Библијата е апсолутно точна, се согласувам, значи Библијата се аплицира на тебе. И тој вика не се согласувам. Ти викаш чека ти кажам што вели Библијата за твојот греф, он вика доста е, Библијата ја нема. И останувам без референца. Апостол Павле го гледа тоа, всушност во Атина, кој ќе застане и прави нешто многу импресивно. И сакам денеска да го погледнеме малку тој дел, на начин можда малку поинако од кого што можеби сте го читале до сега. Малку поинако, не многу. Текстот вели вака, го читаме целиот текст. И додека ги чекаше нив во Атина, духот на Павле се вознемируваше гледајќи го градот полн со идоли. И тој расправаше во синагогата со јудејците и побожните и секој ден на плоштадот, а гората, со оние што ќе ги сретнеше. А некои епикурејски и стоички филозофи почнаа да се препираат со него. Едни велеа, што сака да каже овој празнословец? А други, се чини дека тој проповеда туги божества. Зашто им благовестеше за Исус и за воскресението. Замислете си. Вие викате, ама јас зборувам за Исус, зборувам за воскресение. Што збори овој празноглавец, бе? Нема врска со реалност. Изгледа да го одведува на Ареопагот. Велејќи, ќе можеме ли да знаеме какво е тоа учење што го проповедаш? Бидејќи нешто непознато внесуваш во ушите наши. Затоа сакаме да знаеме што е тоа. А пак сите атињани, како и тугинците, ова Лука го пишува, кои живееја кај нив, во ништо друго не сакаат да го поминуваат времето, освен во тоа да зборуваат или да слушаат за нешто ново. Зашто? Сгрешив сега тука. Тука ми фали текст. Само да го најдам. Ништо ново. Тогаш Павле застана сред Ареопагот и рече: луѓе атињани, по се гледам дека сте побожни. Зашто кога минував и ги разгледував светилиштата ваши, најдов и жртвеник на кој беше напишано на непознатиот Бог. За него пак, кога вие не го знаете, а кога го почитувате, за него јас ви проповедам. Бог, кој го создаде светот и се што е во него, тој кој е Господ на небото и на земјата, не живее во ракотворени храмови, ниту пак прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, но сам на сите им дава живот, издив и се. Од една крв го создаде сиот род човечки, за да живее по целото лице на земјата, откако утврди предопределени времењи и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Господа, да би можеле некако да го насетат и најдат, иако тој не е далеко од секого меѓу нас. Зашто ние преку него живееме, се движиме и постоиме, како што рекли и некои од вашите стихотворци, негов род сме. И така, бидејќи род Божи сме, не треба да мислиме дека божеството прилега на злато или сребро или камен, творба што излегла од човечки ум и измислица. Бог пак, не осврнувајќи се на времињата на незнаење, сега редум им заповеда на сите луѓе да се покаат. Зашто определи ден, кога праведно ќе му суди на светот преку одредениот од него човек, откако ги увери сите со неговото воскресение од мртвите. Кога чуја за воскресението од мртвите, едни се насмеја, а други рекоа, друг пат сакаме да го послушаме тоа. И тогаш Павле си отиде од нив. А некои луѓе се присоединија кон него и поверуваа. Меѓу нив беше Дионисий, Аеропагит и една жена по име Дамара и други со нив. Тоа е текстот овде на кој денеска ќе се задржиме. Ајде да видиме врската и односно реалноста со која апостолот Павле се соочи. Една реалност беше неписменоста, библиската неписменост, ако смеам така да кажем, на атињаните. Денеска може да имате екстремно учени луѓе кои никогаш не ја земале Библијата. Денеска во безбожниот свет се зборува за тоа дека луѓе не можете да ја разберете уметноста ако не ја прочитате Библијата. Луѓе кои не сакаат воопшто да ја читаат Библијата, ама се покажуваат уметноста без Библијата е многу тешко да се свати. Има неколку карактеристики тука кои мора да ги погледнеме. Карактеристики кои патем и нас не закачуваат. Во Римското царство имаше голема врска помеѓу религијата, земјата и нацијата. За римјаните да го поврзат, да го држат народот заедно, тоа цело толкова огромно царство заедно, тие викаа вака: ние ќе ви дозволиме
да си ги задржите вашите богови. Ако додадете уште некој од нашите во вашиот пантеон, во таа збирка богови. И тога што се случуваше? Имате Грција, во која има и римски богови, имате Рим, во која има и грчки богови, имате Египет, во кога има египетски и римски, и грчки и секакви тие богови. И на тој начин го кинеа таа тројна врска тука религија, земја и нација. Историски интересно е гледано Евангелска соборна црква престанува да функционира во Македонија, иако е основната црква која всушност го шири Евангелијата од 1832 година од Истанбул па се до нашите краеви тука, заради тоа што после 1920 година, кога денешна Македонија станува дел од Србија, србите ја забрануваат дејноста на соборната црква, бидејќи една од причините им е страв дека ќе ги држи сите три дела заедно збрзани. Делот во Бугарија, делот во Грција и делот овде. Тоа е реалност. Зошто? Тргни ги, дивиде импер. Не им дозволува да имаат заедничка религија. Денеска традиционалните цркви се борат да ја задржат својата религија и да ја врзат со нацијата и националноста, заради тоа што викаат ние не сакаме тоа да се раскине. Од ако се раскине таа врска, ќе станат други проблеми. Римјаните многу добро си го знаеа тоа. Значи, ако имате различни богови во вашиот пантеон, во случај на војна, не знаете кој бог на која страна ќе биде. Значи имате помалечка шанса воопшто да тргнете во војна. Тоа е реалноста на историјата. Не можат две царства да му се молат на исти Посеидон и да се надеваат дека на двата ќе им помогнат. Најде не се расправаме тука. Второто нешто. Ние, исто како Павле, може би функционираме со луѓе кои не знаат многу за Библијата, ама не се безбожници. Тие си имаат своја религија. Тие си имаат нешто во кое веруваат, нешто заради кое ќе отидат на гробишта, на дожд, да врне, да вее, не знам што да се случува, ќе се појават таму, ќе седат цела ноќ ако треба, ќе на колена ќе одат ако треба. Меѓугорје, со километри на колена ќе ги поминат, ќе се камшикуваат себе си, ќе носат крст со клинци на грбот, како што видовме во Израел, што го прават пред Пасха таму некои луѓе. Не сето тоа да го направат. Ама викаш, ама тоа не е вистинска вера. Не е важно, он е спремен животот да го даде за нея. Не е без ништо. Има некоја позадина тука, своја некаква. Тука спомнува филозофи, епикурејци, стоици, не е ни важно, нема да навлегуваме во нив. Филозофијата им беше толку важна, исто толку важна во тоа време, како религијата, ќе кажам, денеска. Што се случува? Идејата беше дека мојата философија, мојата религија, ја дава основата врз која јас го темелам мојот живот. И денеска човек на улица, кога го слуша, кога ќе почнете да разговарате со него, ќе сватите дека тој има некаква религиозна основа врз која ги поставува своите уверувања и своето однесување. Ако краде и прави белја, а вика јас сум религиозен, верува во Бог, кој вика е многу добар и ќе ми прости, нема што да ме казни. Ама има религија. Иначе не би го правил тоа што го прави на овој или на оној начин тука. Значи, оно што е јасно е дека Павле се соочи со луѓе кои беа длабоко посветени на својата религија. Исто како што јас и ти ќе се сретнеме со луѓе што се длабоко посветени на својата религија. Патем цело волк движење денеска ги има сите карактеристики на религиозно движење. Она што читате, што и гледате работите. Дори некој инсистира да се стави во религија, да се бутне. Забележите нешто многу интересно во 18 стих. Оставете отворена Библијата пред вас. Вика, прашањето е, што сака да каже овој празнословец? Едно зборче тука, сперматологос е грчкиот збор, кој значи си собрал од тука, од таму собрал по нештишко и сега дошол, се појавил пред нас тука и ќе ни тресе зелен. Што сака да каже? Нешто многу интересно од овде. Сакам да забележите дека кога светогледот на луѓето е заснуван врз мнозинство, се јавува подсмев кон поинаките. Ај вие протестантите. Ај вие секташите, ај вие забеганите, ај вие ваквите, ај вие онаквите. Секогаш се доаѓа до тоа. Секогаш се случува до тоа. Заради тоа што луѓето инсистираат на мнозинството. Нели мнозинството вика така верува, кај се најдовте вие да верувате нешто поинако? И ти викаш, окей, ама ако тебе ти селам и те ставам таму во Њујорк, ти си малцинство. Тогаш ти си празноглавецот. Значи, интересно е, секогаш, кога мнозинството има некоја религиозно уверување, му се подсмева на другото, без разлика дали е правилно или е неправилно. И тука се случува сосема истата работа. Пај да видиме кои беа приоритетите на Павле.
Како тој се постави тука. Интересно е дека во самиот став прави некоја интуитивна, не знам, од духот внатре, анализа на ситуацијата од библиска перспектива. Забележувате кој е неговото прво внимание. Имаше, вика, град полн со идоли. Не вика имаше град во кој имаше прекрасен универзитет, имаше Партенон, имаше многу убави ствари. Првото што го забележува вика град полн со идоли. И тоа направи во него бунт. Кога јас и ти ќе се соочиме со група луѓе со кои седиме и правиме муабет, што забележуваме? Каков саат носат, што мобилен поставуваат, каков клучот кола ќе извадат? Или забележуваме кои се идолите на кои им служат? Интуитивно однатре одма ќе видиш. Духот ќе ти каже, нешто не ти да меркеш, нешто има тука што не е окей. Нешто тука што не е важно. Прави една интересна анализа. Значи, он не е леле во кој град додав сега. Сум дошол во Оксфорд или на Харвард, како да кажам нешто. Тој си оди со својот став и со своето убедување. Немојте да дозволите некој да ви го смени убедувањето само затоа што е поучен од вас, попаметен од вас, мислите, или затоа што има поголема титула. Ја ќе ти кажам на тебе, ова треба да го веруваш, бидејќи јас сум професор, доктор по теологија или не знам се што. Прати се на Библијата. Погледни, ако таму пишува така, борете. Ако не, нема да правиме муавет. Второто нешто што апостолот Павле го прави и кое не смееме ние да го заборавиме, е дека почнува да евангелизира. И ги евангелизира тие што нешто знаат, ги евангелизира и тие што ништо не знаат. Забележувате, оди во синагогата, зборува со луѓето таму, ама оди исто така и во Ареопагот и таму зборува. Зборува и на самиот площад, во Агората, на пазарот. Не ги испушта ни едните, ни другите. Во нашата работа не забораваме на тие кои се во црквата или кои не се од црквата, ама кои имаат веќе нешто, некој познавање. Не ги забораваме. Ама не се единствените на кои им функционираме, со кои се обидуваме да сведочиме. Имаме и друга група. Тие што се надвор и тие кои стварно не знаат ништо. Во 17 стих кажува дека им зборува на евреите, на грците кои биле побожни. Една многу интересна работа, што ние знаеме да ја направиме, а Павле не ја направи, не чека кој ќе ме вигнат на Ареопагот, кој ќе ме стават во собранието на Република ваква или онаква Северна Македонија, тогаш ќе кажам за својата вера. Не. Туку баш затоа изборува за својата вера. Заради тоа што не кјути за оно што го верува, не кјути за оно што го знае, локалниве власти, условно речено, локалните учени викаат, ајде дојдеме да слушнеме што се случува тука. Видете го 18 стих. Дојди да те чуеме зашто вика зборуваш некое учење кое нас ни е туѓо. Сакаме да слушнеме, да разбереме што е тоа нешто важно. Нешто, една многу важна работа. Цело време додека Павле зборува и на верните, уставно речува на номиналците, и на оние кои се тотално неверни, апостол во двата случаи се обидува да најде начин, повторно ќе кажам, да се спои со нив. Словото е исто. Начинот на кој ќе го представи е малку сериозно поинаков. Прави поинакви склопови, како да кажем, поинаква рамка во која ќе се движи она што сака да го каже. И ајде да го видиме малку тој пристап негов таму. Кога ќе го видите вие текстот на Павле на Ареопагот од 22 до 31 стих, си викате, 2 минути говор. Веројатно беше многу подолг тој говор. Веројатно секоја реченица, еден коментатор што го чита, вика, веројатно секоја реченица беше под заглавие, точка 1, точка 2, точка 3, за се оно што Павле го зборувал. Историјата ни вели дека на Ареопагот немало куси говори. Ке застанал човек да зборува, му немало крај тука. Си застанал и почнал да зборува. Сега. Еден исто така коментатор вели, ако сакате отприлика да сватите што зборувал Павле таму, прочитете го посланието до римјаните. Отприлика иста структура тера. Слична структура многу на она што е тука кажано. Таа паралела си постои и нешто многу важно, користи речник кој им е препознатлив на атињаните. И со него ги гради своите аргументи. Ние мислиме, за жал, дека ако искористиме што повеќе цркварски зборови, луѓето ќе не разберат побрзо и тоа ќе биде поефективен начин на сведочење.
Тој века кога да зборувате тук јазик со некој кој тој човек или таа личност не го разбира. Ние мора да најдеме начин нашиот збор да го разбере тој од таа страна. Ако некоја сте разговарале со личност која следи култ, дали е христијански култ во наводници, дали се хинду култовите, прво нешто што сакате да направите секој пат е да ги дефинирате термините. Што подразбираш под тој термин? Што подразбираш кога ќе кажеш вечен живот? Што подразбираш спасение, например? Значи, кога зборувам исто така за христијанство, за вера во Бог, за Библија, со некој што не ја познава Библијата, употребете речник што ќе го разбере, дефинирате ги термините, што подразбирате со нив. Не само фрли го термин, треба да се спасиш. Е добро да и од што? И греф. И ова, и он. Чека да видиме, кај застани, дај врати се назад да видиме дали можеме да се разбереме каде сме. И забележете како Павле тера. Многу е интересно бидејќи не се бави со апологетика. Апологетика во смисла чекај да ви ги докажам точки, туку вика чекајте, дозволете да ви кажам. Каде, од кај доаѓам јас? Која е мојата поента? Првото нешто е Бог е создател на се. 24 стих ни кажува таму, Бог оној што создаде се, и небо и земја и така натака. И веднаш во самиот старт вика, јас сум и ти сме создание, Бог е надвор од созданието. Значи Бог си постои без разлика дали ти и јас му веруваме него. Бог си постои, Бог е, што Френсис Шефер ќе го каже така, Богот кој е, Бог си постои без разлика дали ти веруваш или не веруваш во него. Твое што ќе правиш, ама ја само ти кажам. Одиме ние понатаму. Следното нешто, што ме тој создател, всушност апостол Павле вика, штом ти не го прифаќаш создателот, ти живееш во идолопоклонство. Бидејќи ако не го прифатиш тој што создал, ти му се кланяш на созданието. Класично идолопоклонство. Ништо повеќе, ништо помалку. Понатаму, интересно е, вика, Бог не живее во храмови изградени од човечки раце. Сака да каже нешто многу интересно тука. Сувереноста Божја е над се, над цело создание. Бог не е ограничен на храм. Бог не можеш да го ограничиш со тоа што кажеш ќе ти направам тука сега јас на тебе црквичка, затоа ти ќе направиш нешто за мене. Ја не сум ограничен со храм. Јас не сум ограничен со место на кое стоиме тука. Бог е Бог над се. Не на само еден малечок одреден Бог над созданието. Во грците знаете, се имаше свој Бог. Бог на сонцето, Бог на морето, Бог на небото, Бог на војната, на убавината, на љубовта, на виното, на се. Се што сака. Овој Бог за кој јас ви зборувам, офаќа се. Ни повеќе, ни помалку. Значи, апсолутно, ништо не е надвор од него. И заради таа универзалност, вика, Бог не е ограничен на храм. Патем речено, овде сигурно и евреите реагираа, ако имало некој евреи таму. Значи, тоа што како може да не е храмот, кога храмот е местото каде што Бог пребива, нели, таму е местото што Соломон го направи така натаму. Иако они немаат Соломонов храм, веќе имаат друг храм, на Зерубабел храмот го имаат по тоа време. Ама, значи, поентата е, Бог не живее ни во тој храм. Ја поставува сцената за утре, кога ќе рече Бог се вселува во твоето срце, да кажеш, сваќам што е поентата. Инако немате референтна точка. Ајде размислете малку за тоа. И плюс сите пагански практики паѓаат во вода. Ако Бог не живее во храм, ако Бог не е ограничен на храм, зашто додам во храмот да принесам жртва? Нема причина. Апсолутно немам никаква причина да го направам тоа. Уште понатаму, во 25 стих вика, на Бог не му треба човечка служба. Ти не можеш да го умилостивиш Бог со тоа што ќе направиш нешто за Него. Него тоа не му треба. Се што правиш ти, не оди. Ова што го кажува Павле на друго место, сета ваша праведност е како валкана облека. Готово, тоа е поентата тука. На Бог не му треба човечка служба, нешто ти што можеш да направиш. Бог си е само постоечки. Бог нема помалку да постои или ќе остане гладен, гол и бос ако ние не му послужиме. Бог си е. И толку. Нема, јас сум, оној што е Јахве, што го спомнува таму. Ние зависиме од Него. Тој дава живот, дава се. И кога тоа Павле го кажува, всушност вика, ти не можеш да се разбудиш са бајле ако Господ не го благоволил тоа. Се што имаш, се што си е од Неговите раце и заради Него.
И тоа веќе ја тргна гордоста. Нема Грк, нема евреј, нема роб, нема слободен, нема машко, нема женско. Гледате ли како Павле го гради тука аргументот, што на други места понатаму го развива многу повеќе и многу појако и почисто. Страшна една важна работа. Да го кажете ви ова, што следи, дека сите народи се потомци на еден човек, што тој го вика во 26 стих, удараше против целиот јудаизам. Ние сме Божиот народ. Другите нели се Божи народ? Да, ама втора класа, трета класа. Нема втора, трета класа. Има еден човечки род. Еден род кој Бог го создал, еден род кој тука постои. Сите народи се потомци на еден единствен човек. Антропологија, ако сакате. Сите народи. Читате било историски книги, читате некои ствари, ќе видите дека секој народ, секоја нација имаше некоја идеја паганска, зборуваме, како дошле на земјата. Кој кого родил, од кај се родиле, на кој начин се појавил човекот, се појавиле овие или оние. Ој, када заборавиме на се. Еден народ, еден начин дојде, затоа може да каже после едно спасение ќе има за сите. Нема да биде различно за тебе, различно за мене, ние доаѓаме, јас сум македонец, ти си бугарин, различно ќе биде спасението. Не, вика вака, тука доаѓа. И сега, интересно е, дека исто така, кога преку еден човек доаѓа целиот човечки род, логично е дека преку еден човек дојде и проблемот. Тука доаѓа логиката на стварите. Не преку овој народ, не преку оној народ, па после овие ни се криви, ќе ги истребим, како што беше во Втората светска војна. Во 27 стих, за прв пат, ако забележувате таму, имаме референца дека нешто не е во ред. Не знам дали го забележувате тоа. Нешто вика не е тука. Океј, јас морам да побрзам, оти нема да стасам, да завршам денеска. Павле зборува малку за гревот, без всушност да каже грев. Дека нешто не е во ред. Се согласуваат сите дека нешто не е во ред. Денеска кажете нешто не е во ред, се согласувам. Не мора да е грев. Има нешто не во ред, кое е дошло од човекот, кој е создаден од Бог, кој е над сето ова, значи мора да има некаков друг проблем тука. Бог не е далеко од нас, вика апостолот Павле. Бог е трансцендентен, ако сакате да го искористам тој збор, не надвишува над нас, е надвор од созданието, ама исто така има еден друг збор, иманентен, тука е, може да го спознаеме, барем до некаде, кога што сакал да ни се открие, кога што сакал да ни каже за него. Сега, ако се до тука е точно, тогаш идолопоклонството е заблуда и гадост пред Бог. Имате веќе рамка во која може да кажете, ако има Бог, кој е надвор од созданието, кој ме создал мене и тебе исти, еднакви, секое друго поклонение е идолопоклонство. И Бог не го сака и не го трпи. Патем, Павле зборува дека човечката историја е линеарна. Има почеток, еден ден ќе дојде вика крајот кога Бог ќе им суди на сите. За разлика од многу учени во тоа време што мислеле дека има циклична историја. Сега, во таа рамка направена до сега, може веќе Павле да го представи Исус како решение за проблемот на луѓето. Не знам дали забележувате на кој начин се сврте сето тоа. И многу е важно дека, нешто сум сгрешил, Павле веќе сега зборува за целата приказна, за целиот расказ на Библијата и во неа е веќе вклучен Господ Исус Христос. Не знам дали забележувате како он тоа го прави. Многу важно. Пред воопшто да зборува за Христос и неговата жртва. Гледате колку помина Павле зборувајќи за други работи. Зошто? Затоа што треба човекот да разбере зашто станува збор. И затоа денеска евангелизација од стилот 4 духовни закони, знаеш ли дека има Бог? Знам. Знаеш ли дека си грешен? Знам. Знаеш ли дека Исус дојде да те спаси? Знам. Ајде да се молам за тебе, спаси се. Не функционира. Не функционира, бидејќи немаш референца во која ќе го ставиш тоа и она што се случува овде. Например, ево само еден пример да ви кажам. Денеска му сведочите на некој му викате, сакам да ти кажам дека Бог е љубов. Вика, му кажавме за Божјата љубов на човекот. За кој Бог зборуваме? За Амор? За Свети Валентин? Денот? Зашто зборуваме кој зборуваме за Бог љубов? Ние не сме објасниле кој е Бог, не зборуваме за каков тип на љубов зборуваме, и сам Бог е љубов, Бог те сака. И он вика, супер, ме сака Бог.
И од тоа си донесува заклучок, во кој вика што и да правам, Бог ме љуби. А не ќе тоа да го кажам. Аме, јас така те сваќам. Зошто? Бидејќи немам рамка во која ќе те сватам поинаку. Не знам дали сте размислувале за тоа. Сакам да ве охрабрам на кратко денес. Стварно на тоа да размислувате. Нешто многу, многу важно. Овде. Е дека, исто така, Павле не се срами да зборува за смртта и за воскресението на Исус. Не се срами да го каже тоа. Не се срами да каже јас верувам во смрт, јас верувам во воскресение. И пак е многу интересно, ќе погледнете горе. Павле расказот за Библијата го користи како темел, врз кој сега ќе гради веќе за тоа зошто Христос дојде. Мојата приказна, твојата приказна сега станува дел од големата Божја приказна. Каде си ти во неа? Инаку сме изфрлени. На ќошот сме, на крајот сме, од страната сме негде и викаме ова не е за мене. Јас не сум под тој чадар. Тоа е проблемот. Без таа голема приказна, без таа голема метанаратива, голем збор кажав, без таа голема приказна која надвишува се основна, ние не можеме да се најдеме себе. И уште помалку може да го пренесеме Евангелието. Ама, Павле не се срами да каже, јас верувам во Христовото Евангелие. И верувам во воскресението. И грците реагираат многу оштро. Не ќе ме за тоа да слушам. Заборавите на тоа, сега почнувате веќе со глупости. Кој се вратил од таа страна да ни каже што се случило. Ама Павле не се срами да го каже тоа. Павле не вели, мене ми е знаете се едно. Не, вика, сакам да ви кажам. Христос воскресне, како сакате да сватете, ама тука е. Павле вели дека има нешто што е срцевина на Евангелието. Господ Исус Христос, зошто дојде, зошто воскресна, и таа ние нема да ја промениме. Без разлика со кој зборуваме. Но, рамката која ќе ја поставиме за да дојдеме да зборуваме за срцевината, е нешто кој ќе се менува од период во период и од начин и од човекот на кој му зборуваме од другата страна. И од тоа колку он знае и колку он разбира. Сега има неколку приговори на ова. И затоа јас го читав стихот од Римјаните од 1 глава на почетокот. По 1 Коринќаните 2 апостолот Павле вика: бев решил да не знам меѓу вас ништо друго освен за Исус Христос и тоа распнатиот. И некои луѓе викаат: гледаш, апостол Павле сгреши во Атина. Почна зборува филозофија, теологија, ништо од тоа нас не ни треба. Благе везе, христијанството, Библијата и ништо повеќе. Да, христијанството, Библијата и ништо повеќе од кога имаме рамка во која човекот ќе свати зашто правиме муавет. Инаку зборувате во празно. Не ве разбира човекот. Јас можам денеска се сретнам со нуклеарен физичар и да почне да ми објаснува, не знам си што прават таму во Церн, во Швајцарија. Јас ќе кажам: леле, супер, нешто интересно. Сваќаш? Не. Зошто? Немам основа. Не разбирам зашто станам да зборам, не разбирам поентата на се тоа. Апостол Павле не скока дека луѓето имаат свој светоглед, своја идеја за некои ствари. Во 2 Коринќаните 10:4-5 вика: оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја станува моќно. Зашто? За рушење тврдини. Овие тврдини, што апостолот Павле вика дека ги руши, е светогледот, е начинот на кој луѓето се поставени во однос на нивното верување и убедување. Тоа вика тврдина, треба да се сруши. Со него ние уништуваме мудрување и секоја горделивост што се дига против познавањето на Бога. Значи, ние мора да го погледнеме светогледот на тој од другата страна. Мора да сватиме од кај доаѓа, колку разбира. И се само ова да го кажам. Нас не е тоа јасно ако зборуваме за муслиман или да кажеме некој што верува во Кришна и само споредуваме христијанство. Каме тој нема појма, дај да му објасниме или овој тука има погрешно разбирање. Ама секој што се нарекува христијанин затоа што живее во христијанска земја, него му е се јасно, врска нема. И на евреите дека Исус беше жив, не им беше се јасно. Ние мислиме кој знае колку биле паметни и биле религиозни, просечниот човек. Ама да знаел јака теологија, тешко. Значи, да не го сватиме тоа на тој начин. Или, ако смеам да кажам, како еден автор што вели, содржината не е отворена за преговори. Ако е навредлива за некој, треба да откриеме дали е навредлива заради суштината на пораката или затоа што не сме завршиле добра работа да воспоставиме рамка во која нашата порака ќе има смисла. Како и да е, не смееме да го компрометираме Евангелието. Кога ќе почнеме да зборуваме за Господ, ако се смеем, ако ни се подсмеваат, дали се подсмеваат од тресеме зелени, или ни се подсмеваат од не сваќаат зашто зборуваме. Треба тие две работи да ги разграничиме.
Сакам на крај само да спомнам нешто на брзинка. Многу на брзина. 3 кратки работи. Предизвикот на евангелизацијата денес не е да го комплицираме евангелието. Да не мислите дека тоа сакам да кажам. Не е поента чекај да зборуваме филозофија, религија, наука и шта ја знам, таму па да дојдеме до Христос. Не. Туку да ги објасниме на луѓето нештата на начин на кој ќе го разберат. Да употребиме термини, да употребиме начин, модус на кој ќе сватат зашто правиме муавет. И многу важно да не предпоставуваме ништо. Не предпоставувајте дека тој знае птен многу. Па сега само ќе му дополнам, ќе му докажам. Второто нешто е, прифаќањето на Исус, не смееме да го тргнеме од нашата порака, ќе значи дека ќе треба да се веруваат некои работи и ќе треба да се практикуваат некои работи. Што вика Павле, ако некој грешил, престане да греши. Така ли? Не, јас ќе верувам и ќе си правам што сакам. И на крајот, само, и ќе ми извините што продолжна денеска. Не е поентата да најдеме начин да зборуваме со тие кои се библиски написмени. Тоа не е целата поента. Туку да најдеме начин и да знаеме на каде одиме со дискусијата. Кога ќе почнеме да сведочиме на некој, да знаеме, јас сакам од тука да го донесам човекот тука. А не, јас сум решил да зборувам, па ако нешто му се погоди, па ако се фатиме, супер. Ако не, духот не му зборува. Да знаеме на каде одиме, што сакаме да направиме со просечниот македонец. Што сметаме дека знае? Што сметаме дека треба да научи? Каде сакаме да го водиме? Која е рамката која ќе ја воспоставиме, во која ќе го ставиме евангелието? Ако ги заборавиме тие ствари, ќе заборавиме на сола скриптура. Да знаете, ќе го донесеме човекот во црква само да седи во црква, да пополнува место, бидејќи не сме му објаснили. Да не бидеме ние криви за тоа. Амин.